Кандидатот за председател од Републиканската партија Доналд Трамп ќе оствари средба со председателот на Мексико. На својот Твитер профил Трамп напиша дека ја прифатил поканата на председателот Енрике Пена Ниенто и дека едва и чека да се сретне со него. Неговата посета се случува неколку часа пред да ги презентира деталите за мерките против илегалната имиграција. 11 лица загинаа, неколку се водат за исчезнати, откако тајфун ја погоди Јапонија. Тајфунот Лионрок предизвика невидени порени дождови во северните региони на Јапонија. Многу реки се излија од своите корита, а надојдената вода урна повеќе мостови и направи голема материјална штета. Илјадници луѓе беа евакуирани, а откажани се повеќе од 100 летови. Севернокорејскиот вице-премиер Ким Џонг Џин, одговорен за образованието, беше екзекутиран. Џонг Џин бил погубен затоа што покажал непочитување, односно заземал несоодветна поза на седење за време на состанок со кој председавал Ким Џонг Ун. Оваа екзекуција е најнова во серијата на чистки и смени извршени откако Ким Џонг Ун ја презеде власта на крајот на 2011 година. Германија и другите членки на Европската Унија предолго ги затвораа очите пред бегалската криза на своите надворешни граници, изјави германската канцеларка Ангела Меркел. Една година по славната реченица "Ние тоа го можеме", која го обележа нејзиниот пристап кон мигрантската криза. Канцеларката признава дека во решавањето на тоа прашање имало пропусти и во самата Германија. Сепак канцеларката ја уверува јавноста дека Германија нема многу да се промени по интеграцијата на стотиците илјади бегалци.